Почитувани добровечери, добре дојдовте во најновото издание на Лица. Ова издание, како и многу работи денес, а и утре, е подготвено токму во пресред на посетата на папата Франциск во Република Северна Македонија. Па така во протоколарниот дел на утрешниот ден, прилика да се сретнат лично со него и да се ракуваат, ке имаат, би рекла, неколкумина, меѓу нив и мојот вечерашен гостин. Велам добро вечер за господинот Алојз Гомбар. Добро вечер. Човекот кој што во моментот е единствениот правен наследник на мајка Тереза. Тапијата со наследството што е куќата на градскиот плоштад некогаш била во Скопје, нели? Но и човекот кој што денеска вечерва може да ни зборува малку повеќе и за мајка Тереза, и за незиното детство, и за вашето детство, вашите сеќавања на неа и уште многу други работи кои што ќе ги отвориме. Имате ли некоја особена возбуда поради утрешната средба, ако нема да биде прв пат, така? Ова ми е втора беше. Така да и првата беше возбудлива и втората ќе биде исто возбудлива, затоа што со радост го очекувам и јас и мојата цела фамилија. Сме радосни, доваѓа во правиот момент, го очекувавме долго време. И затоа бевме припремени. Така, поканата за неговата поста на Македонија е пратена многу одамна, но еве конечно утре и ќе се оствари желбата. Ќе се оствари. Велиме нема да ви биде прв пат, а првиот пат бил токму кога мајка Тереза, вашата тетка практично, за да објасниме како сте вие во роднинска врска, вашата мајка, мојата мајка и мајка Тереза се први братучетки. Така. Мојата баба и татко и на мајка Тереза, брат и сестра. Али многу блиски, фамилиарно, не блиски како она, не затоа што се роднини, него сме живееле старите едни во други, едни иделе кај едни, другите доаѓале кај нас, ние сме иделе кај нив. Првиот пат средбата токму со Франциски имате кога мајка Тереза се прогласува за светица. Затоа велам не вие прв пат имате прилика втор пат да бидете во иста просторија што се вели со неја. Но за да одиме со некаков ред, за да видиме и кои сте вие и која е мајка Тереза во вашиот живот и како таа станува тоа што е денес, ќе дознаеме низ вашата лична приказна. Приказната за самото семејство, од кое што потекнувате и вие, вашата тетка, е многу интересна. Станува збор за богато скопско семејство. Семејството и нашето и на мајка Тереза, ние сме 350 години као занетли, као златари и филигранисти. Порано се работело со филигран, во покасно време се работи со злато. Така да и на мајка Тереза делот што е, мајка и била побогата од татко и. Тие живееле, имале големи пространства на земјиште и биле као поседници на големо земјиште во Косово. Но меѓувремено влада колера и мајката и таткото на мајка Тереза доаѓаат у Скопје. Таткото се запознава со еден доктор во Скопје, тогашно време, и со него почиња со апотека да работи со илјачи, со лекови, со тутун и со злато. Се тргувало од Скопје до Александрија. Така да тој делот кога дошле они овдека, милосрдието мајка Тереза го добива од својата мајка. Она била многу милослива и стално кога правеле ручек да прават, се варело со казани за сиромашни. Тоа го дознав кога дојде мајка Тереза овдека, ни кажа, јас ја прашувам, вика, мајка ми, добро бе, мамо, секој ден доваѓаат овдека луѓе овие. Кои се овие луѓе што доаѓаат? Остај керко некои далечни роднини наши. Пак друг пат,
Овие се далечни роднини на татко ми. После тоа, кога напунив 18 години, кога станав полнолетна, сватив дека тие не ни биле роднини, него ние сме давале помош на сиромашните. И тој дух го примила од мајка ѝ и останува духот и она до 18 години само во католичката црква, одличен е ученик, иде во црквениот хор, во црквениот хор учествуваат и таткои, и сите фамилиарно, кој со труба, кој со виолина, кој со секогаш било тоа за веселби, за кога биле или празници, нешто од тие така. Пред да дојдеме до делот зошто ја одбира црквата и молитвата повеќе од ова што е, да речеме, материјално и опипливо, на што се должи тоа, што е тоа што семено можеби го имате како заклучок да таа, иако богато семејство, веројатно можела да бира и кои училишта ќе ги учи, каде ќе сака да живее и така натаму, меѓутоа таа го одбира духовното. Таја уште од мала е задоена како и ние и јас. Од мали не носеа во црква. Од мали идевме на веронаук. Од мали учевме за христијанството, католицизмот и така да тоа ни е во дух влезено и ние го продолжуваме сега и се трудиме на нашите деца да го всадиме. Нема посебна дефиниција. Сите сте оделе тоа кај не се развило малку повеќе. Душата го бара своето, го прави. Така. Незината одлука е да замине од Скопје и прво заминува во Даблин. Така. Со каков повод? Која е причината? Таја уште е јавува дома и им кажува 3 дена, она ни раскажуваше кога беше тука, 3 дена се размислував како ќе им кажам на домашните дома, затоа што тие стварно ќе се шокираат. Кога ќе слушнат дека она заминува на своји 18 години, а не знае каде. Она се поврзала со некоја друга частна сестра и што уште една тука од Скопје и заминуваат во Даблин. Во Даблин има еден ред на тие частни сестри и таму дознале дека во Индија, она не знаела дека ќе оди во Индија. Немала намера. Немала, да. Она читала, видела дека има страданија, дека има по улиците умираат во Њу Делхи, во Бомбај, во ова. И она е решена духот за незе Исус секогаш викало ја вика. И сега им кажува на своите родители и они фрапирани и ја прашуваат вистина ли е дека сакаш да одиш? Зашто? Ние имаме пари, можеме да те кај сакаш. Кажи кај сакаш да те школуваме. Ако сакаш во Лондон, ако сакаш во Париз, кај сакаш се. Не, јас сакам да одам да помагам. Само тогаш тоа. не ја интересирало многу ни друштвениот живот. Така, незините другарки веќе почнале да искачаат по игранки што биле тогаш на Корзо или како било, сега и јас не знам, тоа сум бил јас мал. Да она така да не ја интересира тоа, решава да замине. Не ја интересира, да. И сега ја испраќаат на железничка станица, сите роднини, другарки, многу ја сакале, од црквениот хор. И мајката и вика, слушај, имаш време, уште 5-10 минути ќе трне возот. Ако мислиш да се ова, предомисли се. Мојата е крајна. Јас го кажав своето, заминувам, ме чекаат тамо, договорено е и заминува, оди. Како се помирува семејството со тоа? Па како се помирило, виделе дека не можат ништо да направат, виделе дека ја влече нешто. Они виделе одма уште кога некој го влече да искача со другарки, да шета, да прави, не се ја влечело црквата.
И И книгата. ние живеевме многу близко до таа црква. И стално у црквениот двор, и јас сум одраснал, и јас сум идел на тие што не подучувале веронауци, се викаат веронаука до она. И сум идел стално, сум морал да едно време кога дур си мал, знаеш, а после тоа ти влага во главата и во душата и знаеш, после мисата мора у веронаука. И ќе ми кажат дома, пази, у црква и после у веронаука. И тоа било амин. Во Даблин останува колку време? Во Даблин останува многу малце, не многу, тамо 2-3 месеца така, ова. И одлучува тамо со Да оди во Индија. брод да заминува и заминува во прво место тамо во Индија, но не е ни во Нью Делхи, ни во Бомбај, некое друго мало место. И тамо се стационира со еден германски атеист, католик кој што проповедал за католичката вера, и друг што имало, и затоа имала проблеми од луѓето тамо што прво време ја каменувале. Како ја каменувале? Мавале со камења по незе. Затоа што ја виделе дека иде, проповеда, ги бацува, им дава да јадат, и сега они мислат дека го шири католицизмот. А она уствари отишла тамо за да им помогне. Да ги земе ова. И кога сватиле, луѓето веќе почнале да гледаат овие што биле побогати и почнале свои парите да и прачаат и да даваат скришно. И она така почнала малце по малце и после го ствара тој редот на сестрите на милосрдието. Го ствара тамо и почиња да го шири по малце. И тогаш во редот доаѓаат и други се приклучуваат од Индија, од другде, она го гледаат исто милосрдни. Го гледаат тој ред што е и уживаат во него. Тогаш семејството знае ли што прави Гонџа во Индија? Па едно време она не пишувала често. Јас сум добра, ке напишала, јас сум добра и имам многу работам. А во суштина стварно многу работела. Само од 2 до 3 часа ноќно спиела. Повеќето во размислување, во молење, многу молела. За сите се молела, вика се молам и за вас дома, и за сите, и за папата, и за ова, и за сите се молела да има мир, да има ова, да има она, све било тоа. Значи, семејството конкретно, што прави таа, освен дека се моли за сите, немале многу вид. Кога дознава воопшто семејството за тоа што прави Гонџа во Индија, да? И како дознава? Па они дознаваат преку мисионерите. Преку тамо врската е све од Даблин. И од Даблин таа е една сестра што оди со незе, иде таму, а друга имала некоја што кажува што се случува тамо и каде е и што прави. Меѓувремено вдека братот неизин студира и се затвара студиите овдека и оди во Тирана. Сакам да ја кажам, врската со Албанија, она... Да, тоа исто да напоменеме, значи Гонџа има брат и сестра. И сестра, да. И братот оди во Албанија, студира тамо, завршува за инженер, пилот. Мајката на мајка Тереза и сестрата одат да го посетат. Меѓувремено 46-та година станува окупација и МВ Роџа ги затвара границите и они остануваат тамо. А он ко напреден многу и со факултетот и со знаењето, емигрира со војни пилот, зима авион и емигрира во Италија и таму останува.
Они, мајката и сестрата, остануваат во Албанија. Меѓувремено почиња тоа што почиња со Албанија, така да нема никаква врска, само со писма се допишува со дедо ми. И меѓувремено тоа се случува, праќа писмо, ние решивме куќата да ви ја препишеме вас, да може да ја издавате, пишува и во тапијата, да може да се... Да, еве, тапијата можеме да ја И на незе таа е направена во амбасада, Југословенска амбасада во Тирана. Така да обострано и од едната страна и од другата страна има малце проблем да ја исправам. да се отвори, да. Да, ова е практично фотокопија. Да, Вие ова е оригиналот си го фотокопијата, имате во сеф. да се види само дека ова и ја дава на дедо ми. А мојот дедо има син и му ја дава на својот син. Меѓувремено синот нема фамилија, има жена, а нема деца. И јас му бев како син. И јас му бев и као хранител и имам судско дека доживотна издршка ќе го довож. И Значи, ова е тапија за куќа која што се наоѓа, како што рековме, на во центарот на градскиот плоштад се наоѓа Ала. Така. На тоа место денеска постои само онаа плоча на мајка Тереза, на земја што и е. 3 бора. Така. Второто доваѓање нејзино овдека, она ги сади тие борови и станува почесен граѓанин на град Скопје. И во нејзина чест тие борови уште обстојуваат и се градат. Добро, дојдовме ние. Меѓувремено така, во овој дел со тапијата. Да, меѓувремено ова се конфискува, го конфискуваат и останува така. Незиното доаѓање овде. Да. Велите на второто доаѓање и те ги засадува дрвата. Кога доаѓа овде, дали сте воопшто свесни која е незината големина и што е тоа што таа го работи? Па ние знаеме, свесни сме, знаеме кој е она и што е. Првото доаѓање, јас бев мал, не многу толку мал, али се сеќавам многу убаво кога дојде, се собравме сите дома и сега ја као мал трчаме тука децава и чекаме нешто, некое бомбонче, нешто да ни дадат. И она имаше едно ранче со нејзе и во ранецот извади бомбона, една карамела, така се викаа тогаш карамели, и ни даде и гледам едни сандали нови и една мајца бела. А ја погледав во ногите, гледам едни полуискинати сандали. И ја прашувам, викам, ноне, викам, зашто, викам, ти со во овие скинати, а новите ти се у ранецот, у торбата. Она се насмеа и сите околу се насмеа, гости собрани што фамилиарно, и ме баци у главата, ми вика, синко, мојот пат е многу долг, имам уште многу да одам. Стварно и беше долг патот. Многу маки виде. И затоа ги чува овие. И затоа ги чува овие за да може да има. Така да тоа е во сеќавање што незиниот што ми остана, што никош нема да го заборавам незиното доаѓање. И вториот пат беше доаѓање тука. Беше малце со фамилијата, повеќето беше во католичката црква, со поставување на редот на сестрите, основување, незиниот ред е фантастичен, многу голем во Индија и во Мексико Сити, многу има што се частни сестри, тоа со 1000. Имате ли вие сега контакт со тие редови на сестри? Не сте како семејство во контакт? Немаме, откако далината си го направи своето, немаме, чак што више, јас не сум ни бил ни на погребот, не ме викна. Што сега имам покана од Нью Делхи, од радио и телевизија Нью Делхи, отворена, кога сакам да се пријавам, да одам тамо, сакаат, желни се
да ме видат и да ме носат на гробот на мајка Тереза. Тоа ќе го направам и желбата ќе ми се оствари. Тоа се уште не сте го. Тоа не е остварено Не сте уште. го оствариле. Многу се зборуваше и се пишуваше за чудата кои ги правела Гонџа, за незините способности, за незината моќ да ги излекува болните. Дали еве, не знам, во семејството тоа се коментираше како некоја незина способност која што не сте ја виделе вие, а тоа го носела со себе, или? Пред тоа ви кажав, татко и продавал тие лекови и илјачи и оделе од град у град. Татко и незин е градонаместник, така тогаш се викало, на град Скопје, и првиот театар што е направен во Скопје, тој е направен од сопствени пари на таткото на мајка Тереза. Кога починал Никола Колја, цел град Скопје затвориле и тие што го знаеле и тие што не го знаеле. Во негова чест. Во негова чест. Значи, толкава голема почит унел у нив и толку учествувал во добротворни сврхи за сиромашните од тогаш. Што ние сега покушаваме нешто, се трудам и јас и ова, ама ние не можеме да ја пратиме таа светица колку била. Но што е со незиниве способности? Тоа ми беше прашање. Со незините способности, она има некој вроден дух што ја држал. Затоа што она влага во болница створена, затворена за лепрозни, за болни. И тамо ги лечи, ги гали, чак што више раните им ги бацувала. И прашувале овие, зашто влага оваја, нема да може да излезе. Ќе се зарази. Да. Али она кажува, кога искочила веќе, кажала зашто влегла, дека знаела можда нема да искочи. Она ја проверуваат и е чиста. И се чудат и докторите. И сега она влага и им кажува, јас влегов унутра да им дадам дух, затоа што тука биле фамилии, биле маж и жена и деца и све во рани. И сум им дала дух за да можат да умрат со радост. Не во рана да умрат, него во радост да речат, еве Господ одредил тоа и така е болеста и така да умрат, за да можат да живеат. Ние сите истовремено не умреле, ти умреле постепено. Така да тоа требало желба, волја за живот. Колку толку да им ја Колку толку врати. немало како денеска што има, јас ке се убијам, ке рипнам од трети кат и да не зборим. Што знаете вие лично за другите чуда на на Гонџа? Долго Ватикан чутеше. Не сакаше да истрча, што се вика, сакаше да се увери да не би било некое пребрзување на светица, затоа да ја прогласат за светица. Прво светица, прво беше блажена, па после тоа долго време, па после се прогласи за светица, не беше тие уште едно чудо има, што има болно дете во Бразил кое имало рак на главата и метастази биле толку многу големи што првовремено и рекле можете да рачунате дека вашето дете ќе умре, да се спремите дека ќе умре. Она со молбите, големите молби што биле и молења, и таа фамилија од тамо се молела, рекле на мајка Тереза, да се молиш за нас, и чудото се остварило, се молил. Сега дознавме уште нешто друго, дека папата го бацува едно дете, кое исто така било болно, и докторите се чудат за многу брзо време оздравува. Така да папата ово исто има некоја чудесна моќ. Пред некоја година конечно е прогласена за светица. Да. И самиот рековте дека Ватикан долго време, да не речам калкулираше, но так, нели так.
му требаше време за да се случи овој чин. Вие бевте на тоа прогласување, но јас еве да прашам малку повеќе за тоа кој беше чувството за вас кога станавте свесен дека ете мајка Тереза ќе биде светица. Чувство да бидеш на 450.000 пред тебе на бина во ложа, да погледаш, да видиш колку народ се собрани, колку души плескаат за кога беше прогласена за светица, тоа е фасцинантно, треба човек стварно да се наежи. Толку беше добро, толку убаво, уредено, мисата беше прекрасна. Бев во државна делегација од Македонија со председателот Ѓорѓе Иванов. Многу сум му благодарен на него што ме покани во таа делегација да бидам тамо. Бевме заедно, така да беше божанствено. Но вие не бевте како семејство во прилика да повлечете иницијатива, нели, за да биде прогласена за светица? Не можевме ни од овдека ништо. Повлекоа големите сили, например, кој што се Англија, Германија, покојната леди Диана. Таа беше, многу и беше мајка Тереза и беше исто идол. Она поклони првиот Ролс-Ройс, најскапиот на мајка Тереза. Мајка Тереза моментално го продаде и парите одма ги уновчи и изгради други самостани тамо кај што ќе ги лечи, кај што ќе ги и сестрите да можат да имаат пристоен живот. Не, автомобил не ја интересираше, она има едно комби. Тоа комби го има сликано и во куќата на мајка Тереза овдека. Со тоа комби имала шофер и идела од улица на улица, ги собирала децата, ги зимала, ги бањала, ги хранела. Ако имала мајка, оделе по фамилии, ги молеле, земите си го детето, ќе се снајдете, немојте така да го фрлате на улица и така. Каде ја пречекавте веста за незината смрт? У Скопје. Овдека ни кажава, ни се јавија дека е почината и тоа беше све. На погребот? На погребот, да, далината си го направи своето. Не можеше да се... Тогаш беше многу брзо. Ние имавме во план, ама тоа беше еден авион од Скопје што идеше. И до крајот остана така како што кажавте дека практикувала да не пишува долги писма или да не пишува многу писма, или нештата се менуваа? Не, стално викаше јас сум добра и немојте да се секирате, немој да се ова. Нам постариве овие на теткиве што се починати сега, што ги има војни тетки, војковци на она, со нив комуницирала поише кога било со писмата, ама не биле многу чести, затоа што вика јас не можам, имам толку работи, немам толку проблеми, немам време писма. за да... Так. Овде со нас, со вас го донесовте вечерва и овој крст, кој што мислам дека гледачите имаа прилика да го видат и од блиску, но тој има своја приказна, особена. Ово беа два крста, фамилиарни. Едниот беше во куќата на мајка Тереза, другиот беше кај нас. Едниот, кога замина мајка Тереза, го зема со себе, го стави овдека и до смрт го носеше. И погребана е со него. Така да ова е друг голем спомен за нас, затоа што секојаш кој ќе го пипнеме, кој ќе го видиме крстот, се сеќаваме на мајка Тереза. Сега тој е во вашата... Сега е тој во мое. Јас ќе го оставам на моите деца, на моето поколение. Имам керка и син. Така да се трудам да им внесам колку толку еден дух
Вие сте повеќе од 30 години златар. Занимавате 40. А 37 во трговски центар. 37 во така е во Златарската уличка. И сега тука тој некаков спој, а всушност не спој на духовното и материјалното. Вие се занимавате со нешто што е многу блескаво, сјајно, нешто што има материјална вредност, а еве вашата тетка правела нешто сосема поинаку. Каков е, кај вас лично тој баланс или дисбаланс меѓу духовното и материјалното? Затоа спомнав, многу е тешко да се прати мајка Тереза. Честа е голема што сум внук, ама одговорноста уште поголема. Одговорноста е уште најголема одговорноста, за да можеш да пратиш мајка Тереза, ние обичните луѓе, колку толку, не знам, не можеме да ни четвртина да постигнеме таа што можело да. Сонувала ли некогаш за тоа или посакувала ли некогаш дека ќе стане да стане светица? Не, она ни кажуваше. Веројатно нејзината скромност тоа никогаш не би го кажала на моиве тетки кога била овдека дека ја влечело нешто и дошло у сон, иди да идеш да помагаш на Исус. Дека она многу била со Исус врзана. Све што и било зборовите Исус, Исус. И затоа никогаш не го вадела од пазувата Исусот тука, крст. Еден имала мал тука, а другиот големиот тука. И кога дојде тука во Скопје тој крстот од носење тука беше малце подкршен и јас и го поправив. И после тоа дојде сестра Мирмала од Индија исто. Па и на незе и поправив еден крст, што она, не знам сега дали она смената беше, дали е жива или како, или почината. Важно знам дека е сега некоја германка, се смениле тамо како иде редот. Така, кој заслужува по заслуга, така и има доби таа во Скопје и своја спомен куќа обележи. Колку како семејство бевте вклучени во создавањето на истата и со предметите, фотографиите што ги има во спомен куќата? Ние предходно основавме удружење со покојниот Стојан Тренчевски, удружение на мајка Тереза, и преку тоа удружение бевме многу активни до заминувањето. Откако замина покојни Тренчевски, све изумре по Полецка и не е тоа што беше. Предходно многу работевме и на подароци, и на помагање на сиромасни, и да се гради, и да се дигне егото, да се дигне мајка Тереза као на површина да искочи, да се искачи, така да... Реално во тие години на заедничко делување со покојниот Тренчевски, и јас, вака како наблюдувач од страна, ќе кажам дека се случија многу работи и дека имавте навистина многу акции кои што беа забележани. Но еве кога е повторно ќе речам во прашање спомен куќата, бевте ли тогаш консултирани, дали учествувавте во креирањето на содржината на истата? Бевме консултирани само, а не одлучувавме ништо. Затоа што тоа е градено со други пари. Така да ние може да дававме идеја, нешто што како да биде. Кога се правеше, пред да се направи куќата, требаше да се направи план што ќе личи на куќа скромна на мајка Тереза. Да личи на неа, на незиниот карактер. Затоа што јас ја дадов идејата да биде креветот скромен, железен, да биде као постолјето, тоа миндерлак кај што се седи, да биде како што било порано, како што се седело така, затоа што она била многу едноставна.
немала никакви изволјевања, немала ништо. Она имала само дух и работа, ништо друго. Да, еве, во моментот гледаме инсерти токму од спомен куќата, каде што низ фотографии може да се види животот на мајка Тереза, од незиното детство до незините средби со големи државници и важни луѓе кои што ја почитувале незината работа насекаде во светот. Рековте дека колку и да се обидувате да ја следите незината мисија во Чекоре, тоа е невозможно, нели? И сите ние како обични луѓе се трудиме да бидеме и хумани и солидарни. И вие сте имале зад себе хуманитарни и гестови и сте солидарни. Можам да се пофалам дека имам од Ману статуа мајка Тереза бронзана, толкава голема, добиена. И пак тоа е едно многу големо признание што сум го добил од академици во таа академска најголема наша куќа што е ова. Така да имам дипломи доста, имам од католичката црква, имам од Сакам да кажам сепак нешто е наследено. Така е таа некоја жица што ја имате семејно. Колку и да се трудите, да, може би сте далеку, но ни една скала малце да бидеме. Да не заборавиме еден важен момент. Јас ќе ја покажам ова слика на камерата, а вие ќе раскажете приказната за истата. Вие деновиве бевте фотографиран со оваа слика и по медиуми, бевте сниман и секаде кажувавте дека ова е слика која утре треба да му ја подарите на папата Франциск. И предпоставувам дека сте имале најава на протоколот дека тоа ќе го направи. Но денес, попладнево, нештата се сменија. Денеска нешто се случи и ми се јавија дека јас не можам да ја дадам таа слика, можам да ја пратам во црквата или црквата да ја прати, а претходно беше договорено све дека и за тоа ја правев и се мислев. Првото што го однесов во Ватикан беше едно, ова е друго. И се мислев со месеци што да направам нешто што ќе го трогне папата да види, да му го дадам. Ајде да кажеме што има на сликава. Не ми е честа ми е за да можам да му кажам на папата знае што значи оваа слика, али аудиториумот не знае, мисла дека е слика. За мене ова не е слика. Ова е чин на света миса. Во него имаме книга, света книга, имаме калеж, калежот го држи мајка Тереза, во калежот има хостија. Хостијата, кој ќе ја прими во причеста на католицизмот, го добива Исус. И мене ми дојде идеја да го направам тоа и Исусот да го ставам, кој ќе го добие тоа, да го добие Исус. А тоа шишето, тоа представува виното, крвта и книгата, и ми беше моментот да кажам God bless you. Благословен биди папо, и или да му честитам, или да го бакнам, и воедно има написот е тука доле. Написот, ако може камерата да го види. Го виде. Го виде? Так. Да. Пишуе, това е од внукот на мајка Тереза, for paps, за папата, да се сети дека кога бил во Скопје, дека го очекуваме и го очекувавме многу долго. И сега не знаете дали утре ќе имате прилика. Сега не знам дали утре ќе ми биде желбата остварена, што најголемата желба ми е тоа, да не може да остварам, стварно ќе бидам... Штета е ако ви рекле дека ќе нема проблем, а денес испаѓа дека има проблем, не е во ред. Кога е во прашање папата Франциск конкретно, тоа што вие ми го кажавте е дека тие имале, тој и бил, поточно нему му била гонџа особена слабост. Драга, слабост. Идол. Така. Да. И многу ја сакал. И едниот и другиот се молеле за себе.
Кога дошол папата, вика, јас се молам за тебе, а мајка Тереза му вика, ја уште поише се молам за вас. И токму тој ја прогласи. И токму тој ја прогласи за светица. Светица. И стварно... Какви се вашите лични очекувања од оваа посета на папата утре во Скопје? Па, ме прашува, имав многу новинари од безброј куќи веќе што дојда. Имав директно линк јавување во Америка на телевизија. И у Скопје овдека имав едно 6-7 новинари и одеднаш имав еден новинар и ми вика, добро, да вас питам, да ве прашам на српски, зашто е дошла мајка, ова папа овде у Скопје? Ви сте мала заедница, колку е вас овде? И јас му одговорив, ние сме мало стадо, а он доаѓа да го бодри стадото, да не се изгуби во шумата на атеизмот, за да ни даде верба како малце мали да обстоиме. Многу е лесно да обстоиш ти во голема средина. Тешко е во мала средина да обстоиш. Толку беше зачуте, така. Имав од Полска многу новинари, имав од Франс Прес новинари, имав за Американ. Да, и секаде ја покажувавте оваа слика. И ја покажував сликата, сега сите ја видоа и ме прашува, прво што ме прашува што ќе му подарите. Подарок. И сега толку шокантно искочи, сите ја видоа сликата и на крај искочи као бомба, вие не можете да дадете сликата. Стварно сум разочаран. Добро, јас се надевам дека нештата ќе се сменат до утре и дека вие имате прилика токму во спомен куќата да имате кратка средба со папата Франциск, бидејќи по протокол ќе ја посети и куќата, спомен куќата. Бидејќи сме некаде пред крајот, а сега зборувајќи се сетив дека бевме кај тапијата, но не ја завршивме тука приказната затоа што кажате дека имотот е конфискуван многу одамна, бидејќи ја имате тапијата, кај нас со ваков документ нештата можат да се сменат, барем така веруваме. Имавте обид да го вратите тоа што е ваше? Имав обид во уште 2005 година, имам документирано, ги чувам во каса, документите што сум поднал во Министерство за транспорт, во градот Скопје. Бев на состанок со тогашниот градоначалник Жириновски беше. Барав од Коце Трајанов исто ова. Од никого не добив одговор, само Жириновски ме покани да дојдам во општината и да образложам и да покажам. И покажав со документите и дупот целиот се поклопи тачно на според тоа што го имате вие. Што јас го поднесов ова со документите. Меѓувремено интервју ми правеа во центарот на градот на плоштадот. После 20 минути дојде од транспорт и врске Миле Јанакиевски, изјави кратко, тоа е конфискувано и завршена работа. И јас сакав и се трудам и молам, рачунам дека овие сега властиве нови ќе имаат доблест да го решат проблем, затоа што стварно се дига мајка Тереза до небото светица, а не и се признаваат тапијата и куќата на мајка Тереза. И пак сакам да оставам и јас нешто на своите деца, наследство, да кажам, ова вие фамилиарно наследство, као мене што ми оставиле, као мене што ми дале да обстојувам овие години. Јас обстојувам овдека, уште пред тоа, па сум работел на самото златарство, па сум основач на златарата во Крушево, па има мои ученици кои се сите низ Македонија што се златари, што се низ Македонија, цела Македонија, што се златари, што јас сум им дал диплома. Па ипак сакам да остане нешто што и после мене. Така. И јас сум веќе 70 години. Господине Гомбар, јас ќе ви се заблагодарам за овој разговор вечерва. Вие сте
и денес со набиена агенда имав прилика да ве видам како се сретнувате со повеќе телевизиски екипи кои дознал за вас од овие странски екипи. Се потрудиле, ве нашле, дававте многу интервјуа. На вистина ќе ви посакам ова на кој што сте работеле со срце што се вели, со душа, со мерак, така да заврши во вистински раце. Имам предлог како да го изведете тоа, но затоа зад камерите. Да, благодарам. Ви благодарам уште еднаш, ви посакувам утре убав ден. Благодарам. И убава средба која што знам дека ќе ја паметите за навек. Благодарам на поканата, на љубезноста, на вашата куќа и на целиот персонал што ми го уштите. Така. Ви благодарам уште еднаш. А вам ви благодариме на вниманието и ве покануваме повторно да бидете со нас за 7 дена. До тогаш, довидување.